Бившиот директор на ИСАР Ангел Бојаджиев не е виновен по обвинението од секторот за внатрешни работи Штип за подкуп при гласање, одлучи судијата Јулијана Неткова од Основниот суд во Штип. Во текот на главната расправа, од сите изведени докази, произлезе дека нема разумно сомнение за кривично дело подкуп при избори и гласање, односно дека мојот властодател Ане е невин и денеска со објавување на пресудата и тоа се докажа, односно беше објавена пресудата дека не е виновен и веруваме во судот, веруваме во правдата и истата излезе на видели. По донесувањето денес е објавената ослободителна пресуда ја коментираше Бојаджиев. Голема благодарност до мојот адвокат и денес се точно покажа дека полицијата во Република Македонија работи како во 48 година, пуштаат обвиненија кои не се издржани, оцрнуваат луѓе кои што не се осудени, секој е пуштена кривична пријава, има својата жина, нели, меѓутоа таа треба да се докаже. Сето тоа што го направив до сега, заедно со градоначалникот, поранешниот градоначалник за граѓаните на град Штип, ми беше вратено од полицијата и од сегашната власт со кривични пријави. Ова е голема благодарност за изградената река, за изградената зоолошка, за асфалтираните патишта, за сите проекти кои што ги направивме граѓаните кои што ги гледаат, меѓутоа очигледно дека сегашната власт нема ни еден проект, за сето тоа да го замае, за сето тоа да го сокрие, пушта неиздржани кривични пријави, но еве судот денес докажа дека тоа не е издржано. Според обвинението, Бојаджиев се товари за подкуп, односно дека ветувал вработувања, а за возврат наводно барал гласање за неговата политичка партија. Доколку одлуката на судот не беше ослободителна, на Бојаджиев му се закануваше казна затвор во време траење од 4 до 20 години. Оваа одлука на Основниот суд не е правосилна и на неа подносителот на обвинението има право на жалба, што речиси е сигурно дека ќе биде искористена.